Ако си од оние што бараат возбуда, ако го гледаш светот како поле за освојување предизвици и сакаш да стигнеш таму каде што другите не ни помислуваат да одат, тогаш има едно возило што можеби е совршено за тебе. Возило без конкуренција на било кој терен. Возило кое е навистина возбудливо и во кое тврдокорното се спојува со префинетото, офроуд, онроуд, секогаш во полн сјај. И најважно од се, квалитет без конкуренција. Зборувам за најмокниот теренец на светот, за една елегантна и луксузна ѕверка со огромен апетит да совлада што е можно повеќе километри низ планини, долини или пак урбани џунгли. Зборувам за легендарниот Land Cruiser на Toyota. Многу луѓе сте ми собрани сега, чекај малку, ќе ви утнам сите. Вие кој бевте? Дејенка, кој е Андре, кој е Панчо тука? Јас сум Андре, а не Панчо. Добро, окей. Куку Леле, кој е Куку, кој е Леле? Кој е Куку, кој е Леле? Двајца вас сме по едно ку и едно по едно леле. А вие? Next time? Кој е next, кој е time? Yes! Браво, бенде! Се подобри. Го пофалија басот, да знаеш. Додека свиреше го пофалија басот тука. Дами и господа, нова епизода од оваа 14-та сезона од Еден на еден. Имаме супер гости денеска, се тука браќата од Next Time, а тука се и дечките кои ќе не представуваат на јуниорскиот Евросум. Имаме одлични содржини за вас. Бендот е подготвен, јас сум подготвен, екипата е подготвена. Претходно само кратка порака од Еден на еден партнерите. Кога заладува, ви го препорачуваме зимскиот чај од Good Nature, уникатна комбинација на билки со пријатен мирис и хармоничен вкус што смирува и релаксира, исполнува со топлина и ви овозможува комплетно уживање во овие ладни зимски денови. Тоа е зимскиот чај од Good Nature. Како секој искусен готвач, јас имам омилени состојки кои не ги менувам во кујната. Ако ми треба брашно, се разбира, моето брашно е Кадино, број 1 во кујната. А ако не можеш да одиш во Катар, донеси го Катар дома. Гледај ги сите завршени од превари на Hisense ULED телевизор кој можете да го набавите на голем попуст по повод светското првенство во фудбал. Имам само неколку секунди останато пред Next Time и тоа ми е доволно за со само неколку клика да нарачам храна за цела екипа. Направи го тоа и ти, бидејќи се најдобри со најбрза достава и најљубезни доставувачи плюс се македонски бренд. А сега момците кои издадоа албум ова лето, албумот се вика Мајка, ќе зборуваме за полно работи со Мартин и Стефан од Next Time. Трети пат. Баш ме гледа. Кај си бе жаре, бе. Не сме се виделе 100 години. Нели? Да, баш ме милателе од Туѓина. Се вратив од Туѓина. Се видовме на промоција. Промоција на Маестро. Ќе ги поздравиме Маестро. Маестро. Славеа 10 години. А вие колку славите? Колку години сте заедно? Наредна година ќе ни биде 15 годишнина од 15 од формирање. Така. Не правиме некои дешавки ние како и обично, нели, сите прават нешто јубилејно, меѓутоа Добро е да се одбележи на некој начин. Ние ќе направиме за крај на кариерата. И тоа не ти е лошо. Кога има крај тогаш ќе Нешто направиме. големо. Да, големо. Да се простиме. А името Next Time од кај е дојдено? Се сеќавате? Се сеќаваме, нормално дека се сеќаваме. Бевме убрзање на самата околу 7 дена пред самата промоција на првата песна Не верувам во тебе.
Значи И имавте викаме песна, како да се немавте име на викаме. бенд. Тоа е многу чудно. Така нешто, да, ја имавме снимано, не верувам во тебе, меѓутоа немавме име. И Maroon 5 беше зафатен. И Да. Coldplay. Да. И викаме, Да. како да се викаме, ми текна на еден филм со Николас Кейдж, Time, не знам Добро. дали си го гледал, многу ми се свигаше, викам на... Забори. у Next се вика. Next се да, викаш. У тоа време... Да, Немојте да, лажни Next, вести извини, даваш, Next, Старе. Next. И Misinformation. тогаш, у тоа време на Јован Јованов, нели, работевме со него, му Така. викам, ајде да се викаме Next. И он вика, па нели мислиш дека е подобро Next time нешто ајде да додадем. Пошто сте двајца, као ај другиот Прво тайм беше дилема зашто да биде следен пат, секојаш следен пат, ама ни се свигаше, еве, остај нека Ама не му ја мислевте многу, така ми делува. Ја ме рече, ама че да next, те прашаме next те, time. како ти не прашаш? Ти еден Еден на на еден си. А а ние сме никогаш не. двајца на еден се во Да, моментов. да. Тоа е, Треба да го знаеш, викнеш или него или мене. ама тој има некои грешки така ќе почнат од почеток и така тера, знаеш, така се. Во еден на еден прва епизода пред 14 години. Имав тројца гости. Белопета беше Гостувавме уште ваму кај Пинтијаковиш. меѓу првите бевте Да. и вие. Да, е па Еус, таму. неки Митко со- Пики Сипи и Гоце Сав, Оливер Белопета и Гарота Ветјан. Значи четворица биле, Стварно. а еден на еден. Да, браво. И уште браво, од тогаш така вика, Браво. како ова Па емисија ти се вика еден на еден. усвари доаѓа некако емисија како и ние што сме формирани, така и тераш и ти. Види, тоа време. тоа е отприлика тоа. Растеме заедно, добро. Ова е излезено во јуни, ама концерт ќе се прави на 17 декември, ќе се свири Така. цел албум, така? Да, Горе-долу. и други допълнителни песни, затоа што нели на албумот има 9 песни. Така е. Сега нас ни требаат плюс песни за да се направи еден репертоар од Чекај, 2 старите сати. поп хитови ќе се Нема одсвират? да се одсвират. Нема да се Не, одсвират. Нема решивте. Одиме ептен како проект Добро. да биде Добро. промовирање на проектот. Океј, еве, значи порака до сите, Јане Сандански во аеродром 17 декември. Тоа е нетипична сала за концерти, односно вие сте, ако не се лажам, можеби први што правите ние сме музички некако концерт. тестери на настанот, на кариерава на Јане Сандански понатака. Се плашите од акустиката, Да. виште музичарите тоа. Не се плачиме, акустиката, веруваме, каква е? види во она што го имаме позадински како продукција, како техника. Наше е да го навежбаме материјалот, а навежбане. Бендот е Навежбан исто? нема да ќе искочиме со голем бенд, нема да бидеме како вообичаено што искачаме со 5-6 души. Одлично. Ќе биде спремен, ќе сакаме да, нели, по видеава луѓето не знаат и по Така е. обработките, сакаме да се докажеме и на Ке концерт. дојавате ли на конј, дали ќе има нешто такво шоу момент или си се Ќе држите видиме, по... нека остане тајна. А, нека не Сега откриваме. сакавме тука да Да не- дојдеме у емисија со коњ, Знаеш дека ќе беше добро? затоа што бензинов многу скап. Нели? Да. Повеќе си исплата да дојаваш. Имавме и обид да бидеме и во Борис Трајковски, но заклучивме дека аеродром е нашето место на живеење, нашата Значи има и некој општина, локал да. патриотизам во одлукава. Па кога би правеле, Да. зошто не би правеле во сала, затоа што реално е убава сала, а никој до сега не е направил нешто такво. И Да. ни дојде идеја како зошто да патуваме 8 километри може. Може у комши Бензинот е да се пос- симнеме. Бензинот Бензинот е скапа, скап. значи на се треба да мислиш. Проектот кој кулминираше, да речем, со овој албум, почна 2014, ако не се лажем, кога Така. песната број 9, ја излези Ѓурѓо, се промовираше на еден начин кој не беше типичен ниту за нас, па ни нешто многу за македонската естрада. Значи Огнен Шапковски, наш заеднички пријател, беше режисер на сето тоа, вие си работевте и после тоа со него за спотовите, Сите и поздрав спотови, да. до Шапко. Огненчо. Како дојде идејава за ова и как воло има Боки 13 во мене, ја тоа се изненадив кога. Од хајпа ти сега Така е вклучен Кај се во чул ти проектот. Ја чув дека бил сериозно вклучен Зашто во проектот. спекулираш? Значи идеи едно друго давал. добро, Дај ќе- објаснеме од тој момент. Види, Како многу дојде? луѓе не знаат, меѓутоа вистинската приказна околу тоа како звучи ја излезе Ѓурѓо, А звучи топ. а звучи како што Да. публика да каже дека е окей. Така. Има голем удел Боки за оној произволен дел кај што го пеам на почеток, затоа што ја прв дојдов во студио, почнав да снимам со Николче. Добро. И Николче тогаш не се Мицевски. знаевме многу, прва соработка и се идеш у ритам. Ја излези Ѓурѓо, ја излези се. Аха. И таква беше верзијата. А ја по дома пев на сосема друг начин. Како што на крај И беше? кога патувавме со Боки, затоа што соработувавме во Белград и Хрватска заедно некој период, Добро.
ја пеев у кола цело време на мој начин песната и он вика, Зома, мора да направите спот, тоа ќе биде мега хит на негов начин, мега, биче мега. И доаѓа у студио и вика, ја слуша песна и му вика на Николче, не, стоп, ова мене не ми се свиѓа. И Николче го гледа. И сега кој е Боки да каже, нели, дали му се свиѓа. Ја мислам, next time снима. И му вика, јас сум го чул Стефан како знае да пее на свој начин и поавтентичен и подобро ќе звучи. И Николче вика, добра е, нека ја испее. И така ја испеав ја произволно и настана тој дел малце со трилирање со... Требаше пише Next Time featuring Боки. Или некаков кредит да се стави. Има. Шала на страна, Да. Да не беше? Да се избори за Имаш, мене да оставам Емоцијата, да. подобар печат на таа песна. Добро, можеш да ни опишеш, значи ова е како ја излези, имаш така, а како беше? Епа, у ритам. Ја излези. И позади беа тапаните од старт, не бе, како што продужа аранжман. Како да пееме са у кафанче. Да. Ова е малку поинаку. А меѓутоа ми да простор се бореше крвнички Види, и за на мене. крај излезе хитиште. Беше Дали иновативна масика. кога почна да ви изненадува фидбекот дека беше јак? Ѓурѓа на самиот почеток имаше Веднаш. одлични коментари, меѓутоа не достигна милионска гледаност за брзо време, да. достигна за 6-7 месеци. Потоа не уште посладко, пошто Например, песната Баба трае. достигна за месец дена 1 милион. Так, Или так, шумите. так. А Ѓурѓи требаше 6-7 месеци. Меѓутоа ние почнавме да се појавуваме на стадиони кај што заедно со навивачите на комити, нели, на Така. Вардар. Да пееме песнави и се дожива некако као вистинска химна. Химна, така е, така е. Почнал бил да... Ајде да чуеме со она што најдобро го знаете. Тука си и Николче кој го спомнавме тука за придружба. Со кој сте друг дојдени? Со Владко Крстев. Ете така, на виолина. Да, на виолин па смешен и убав состав. да. А која да отсвириме? Ајде да биде нешто Која друго. сакаш ти? Налеј да ја отсвирим. Каја најде таа Зошто? баш не ја знам. Абе, ајде! Не сме апели од... Ајде од интернет. Ајде, ќе лириксот пробаме, да ајде, опуштиме. ќе пробаме. Може? Значи, Може. next time, налеј, одиме, дечки. Налей, 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 ме јанжике, налей, 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 од рујното вино. Налей, 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 од рујното вино. Ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме. Слобода немаме, правди ни никакви, кога ги баравме, затвор се најдовме. Кога ги баравме, затвор се најдовме. Парола имаме, живот не жалевме, смрт или слобода за Македонија. Смрт или слобода за Македонија.
Браво, браво. Па нормално, нормално. Видиш, Жаре, ние ги донесовме цединјава, ама И тоа ти две? можеш, па две, едно за тебе, едно за нека се јави некој, нека си го заслужи. Не е проблем. Така да, Ги отвораме, Да. ги отвораме сепак телефоните и тогаш за за публиката вас. мораме нешто да Фер, дадеме, да. фер, фер, Да, фер. фер. А таман помислив едно ќе го дадам на една драга личност, но ништо. Имаме веќе гледач, ми јавуваат од режија. Ало, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, сакам да ги поздравам гостите од Next Time што можам да речем дека исклучително ги почитувам. Јас Кој на слушам телефон се извинуваме? една анонимна личност. Не е проблем, ќе се представам подоцна. Добро. Но што сакам да речем? Има мала попака до нив. Аха. Пред некој време кога живеев во држава, во Македонија, не ви? Фаја за девојчиња некои песни, не знам што. А сега кога заминав, почнаа со ваки да речем машки песни патриотски. Каде беа до пред некој време, кога бев присутен тука? По твој стил изгледа, по твој. Изгледа. Во мој стил, па тука Кушева бев пристигна, кога падна Фирина, ова ми е да речем новогодишна желба. Ако можат луѓе од Next Time, да дојдат, јас сум северно нешто од држава, Добро. во диаспора. Ајде да речем Унгарија, вие не знаете така е тоа, далеко. Добро. Па ако можат да дојдат на некој начин да ме израдуваат, тука има македонци живеат, еве овој, како се каже, повеќе македонци. Дојди на концерт. Абе, не можам да дојам сега на концерт, Па у Јане Сандански прави. а долга фика знае, зашто не 17 можам. декември. Да. Го Ништо, знам да тогаш тоа- друга желба, еве, друга желба, имате ли било која? Ако можат, еве ги замолувам, имам една желба. Наместо ја изези Јујо, да запеат ја изези Гујо. Ова за еден другар пашувам, пошто го слушаат тука. Па еве, не знам, ќе може да се... Се разбира, ама види, ние кај да пееме размислиме. мораме да знаеме за кого пееме, така да ако може Ве молам, гледачот оставете го контактот да ве побараат после. Јас мислам. да Оставете бидеме го у контакт контактот во сега, да не режија. дојдеме на плаштат, нема никој. Ќе искомуницирате. Се исклучи гледачот. Добро. Цедето ете како и да е, цедето му го поклонуваме, а за другото Стефан е одговорен. А со политичари дружите? Повеќе со политичари или со естрада? Па, Со кучиња. со кучиња. кучиња? мачиња. Да, види, не дека не дружиме многу со политичари, меѓутоа Ево, имаме почит спрема Блек. одредени луѓе. Тука би го ставил на прво место градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Бро. Покрај она Јовка Кумановка ни даде шанса да бидеме као 500 години Куманово, ние да бидеме тие херои што ќе ја испеат таа песна. Добро, да значи, работат, да. да. И почнавме да си дружиме. Приватно можам да кажам дека човекот е баш другар. Што би ги Што е изненадило реткост? луѓето за него? А, Евако дружба. Па што е Многу знае да пее човек. Знае Многу да пее? Знаеш, седевме на некоја софра кај него таму у викендица. Леле, почнавме баш на леј да пееме, кога почна он да пее. Баш знае да пее. Добро. Не, глас, глас. Браво. уште. Ја прекинувам тука, викам не може. Не можам да го прелам напашам, микрофонот. Да, многу Не, ја не, гласувам. супер, да. Исто го почитуваме и Тимчо од Општина Тимчо? Аеродром. Градоначалникот Да, се на- запознам уште пред тие избори што ги имаа тогаш. Така, мислам, гледаме многу да не бидеме у политичкиве светови, меѓутоа, што е тука е Скопје, Македонија е тоа, ние сме јавни личности и мораме да оствараме Добро, овде и со конекси причини и не се лепат етикети. Се знае да се каже за еден ваков, за еден таков. Вие сте имали Нас некоја ни ситуација налепија. без врска, онака кај што политика од нигде никаде некој метнал во муавет? Па има претежно, значи имаме позитивни, нели, Добро. луѓе во населбата или фанови или луѓе што ни ја почитуваат музиката, меѓутоа налетав ја на еден човек. Го шетав куќето, посем кафе и го шетам куќево, идеме некај дома пешки и куќенцево отиде да душно, он носеше кеса со ѓубре. Ја викам, Блеки, дојдам,
и овој замавна со кесата. Маме, по него? И ја викам, Истечеш се извинувам, шол за птачката. викам, се извинувам господине, ама нема потреба сега. И ја викам пак, блек, ајде да јавам. И он ми се врти и ми вика, како ми рече, бегај тамо гледај си работа ВМРО е цен. А ти? А ти, што му рече? Дуи. Немам што му речем, малце ме изненади неговиот ниде, однос, никаде и меѓутоа не може да ме се изненадиш, добро. ама меѓутоа е глупо да живееш, мислам да имаш такви луѓе во општеството. Он се Што ги сврти- гледаат сите работи нели низ политички. Ти се сврти и му рече, дојди на концерт. 17 декември. 17 декември ве покануваме на концерт. Ама често шетате и ти си имал некоја случка со кучиња непријатно. Јас Тоа, имав ти тука кучиња. некоја, да, мислам тоа е, види, вообичаено кај нас во Ново Лисиче има милион кучиња. Сега не на сите им се свиѓа да што има кучиња скитници. Искочив од тетовирање, бев кај Мичич. Така, кај Горан. Мичич, да, на тетовирање и баш Горан кој наскоро да, гостува во и емисија. ја ставив, да, камерава ако може да улови мојата тетоважа, еве блеки. тоа е баш- блеки, да. Блеки. Кучиња, мачиња, се имам тука. Цело животинско царство. И искачам од кола и кучево баш од тој момент не моето, него улично на кученце се стрча кон една жена. Ја као да идам да ја заштитам, кучево избега, доаја жена како ми влепи еден шамар. Амам. Ја викам, не Зашто? може, не знам зашто, едноставно и се исклучи, Бил може. шок. Да, Бил жената шок, беше Да во не мислела шок. твое кучето. Во шок беше жената. Не, мислам дека и она мислеше дека сум помарал. И она... Бегај бе, И ти викаш 17 декември. 17 декември. Јане Сандански. Јане Сандански. Комшике. Комшивке. А, ти ли си? Ова е добар момент да предеме на нешто поинтересно. Ова го правевме со ДНК, ќе го направиме и со вас двајца. Се вика расипано цртање. Ќе ви објаснам зашто се работи веднаш. Ајмо. Значи, ова е расипано цртање. Зашто се работи? Јас ќе цртам на тебе. Добро. Она што чувствуваш дека го цртам, само од чувство го црташ кај брат ти. Исто, она што чувствуваш дека се црта на грб, го црташ тука. Поентата е предпоставуваме дека тоа што јас го цртам и тоа што ти ќе го нацрташ ќе нема врска едно со Па да друго, ама ќе пробаме, видиме. ајде да пробаме. Ама ќе видиме. Ајде да се се наместиме. Ја влечам прв поим. Еве го првиот поим. Ајде да го покажеме. Ти нацртај. Опа! Добро, сите го знаат, само вие не. Ајде, дојди тука сега. Намести се. Подготвен си? Крени го листот кај брат ти. Чекај да види. Стој. Може? Подготвен си? Да. Така. Одиме, Ајде. значи... Само цртај си тоа што мислиш дека е овако. Ете така. Јас сум готов. Ова беше? Добро, чекај. Ја. Ај, Вау! Добро, чекај да видиме. Види, ти добро чувствуваш. Земи ако сакаш магнетот еден, помогни ми. види. Добро, Ај ти се што добро си чувствувал, убаво, само си ја утнал тука. И мињава Јате, нешто, и мињава нешто. Пошто се браќа близнаци, гледате како убаво кореспондираат, а всушност цртавме гитара, ама кому кај му е паметот? 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпаш од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа е ова? Оу. Браво.
Што правиме муавет? За поубавите половини имаме вака за двајцата од нашите пријатели Ребека имаме ти по нешто. пун спонзори И си. имаме од докторанчески ваучери за вашите поубави половини, но поздрави мислам, нас за поише вас ги има користи. од експертите за разубавување ординација докторанчевски. Сите што гледате, пишете си нешто за овој вторник, без боцкање игли, најмодерна PRX техника во доктор Анчевски, значи ве масираат со PRX течноста 10 минути, имате ефект на свежина и сјај, веднаш, не е ботокс, нема игли, нема боцкање, и само овој вторник 6 декември јавете си, побарете 20% попуст на најмодерната PRX техника без боцкање во доктор Анчевски. За крај, момци, Еве, кога сме мене ме веќе боцна. кај партнери, да ги спомнеме партнерите кои вас ве помагаат за концертот, бидејќи јас сакам да ги поддржам сите што поддржуваат Така е. македонска музика, а се ретки. Да, види, реално многу голем проект ова што го правиме сега Така на е. 17 декември, пак ќе кажам, ова звучи као избориве на 15 На септември 17 Бранко Црвенковски декември. кој збореше, но меѓутоа тоа е нели дел од маркетингот. Многу голем проект, потребно се финансии, тука застана добри спонзори позади нас, за прв пат во животот, пошто 15 години постоиме, а многу ретко се некој се јавил за спонзорство. Морам да ги пофалам Golden Art, Голден Арт, Golden градежната Art, компанија. фала до нив што искочија во пресред, Алкалуид, брендот Алкалуид, Стопанска Апсолутно. банка Ада Битола Така. и Маркет и Мисат. Се надевам дека во иднина некој друг ќе се јави, меѓутоа сега за сега сме благодарни, така да од срце Апсолутно, благодарност до сите овие Момци, фирми. честитки, не заборавајте, Јане Сандански аеродром, не мора да сте од аеродром за да дојдете. Океј, можете и од други. Па и од Карпуса, и Па, Борис, сега. не треба од Карпус, треба Цела Македонија. Да, цела Македонија. Запалете коњот или колата и дојдете и ваму. Значи 17 декември, next time, голем концерт во сала Јане Сандански. Јас ви се заблагодарувам што Те чекаме. дојдовте, момци. Те чекаме на- Многу ми е мило. Те чекаме на гости. И со на успех. концерт. Фала. Со среќа, фала ви уште еднаш да ги испратиме. На 11 декември ќе ја представуваат Македонија на јуниорскиот Евросонг во Ереван, Ерменија. Имам огромна чест да ги поканам во студиото Лара, Ирина и Јован! Се утепавте по телевизија одење. Да. Се утепавте. Па да. Дали негде прашуваат различни прашања? Па скоро сегде. Па тоа, по принцип, да. Знаев. Кој е прво прашање обично? Како се поминавте на На спотот? спотот како се поминав? Аха, да видиме целиот- кој е првото прашање овде, чека не ме гледајте. Добро, не одиме со тоа. Туку како си поминавте на спотот, вие? Спотот, значи песната Животот е пред мене. Така. Еве, не мора да зборуваме сега за спотот, ајде да зборуваме за песната. Како ја прифаќаат песнава? Ајде да речеме во училиште ја знаат, не ја знаат, ви зборуваат за песната? Да. Значи да, јас сум во IPS, Добро. така таму учам. И значи песната уште од почетокот беше одлично прифатена. Добро. Значи хит стана во школа. Тоа е Сите ја знаат. Да, и мене ми е особено мило што ме препознаваат и што им се допаѓа песната и што баш многу е добра атмосферата и баш е хит. Нема некои машки што викаат не е толку добра. Има и такви. Има и такви? Има и такви. Не знаат. Ама чекај, кај Ирина дури и во приредба планираат да ја ставаат, ако не се лажам. Па не се лажете. Така? Да. Немој навијати, се молам. Добро, не се лажеш. Како? Неозбилно, Како е приказката? Како е приказката? Како дозна Не за само тоа? кај поголемите, туку и кај помалицките, некако песната баш ја прифатија, брзо ја научија, интересна има, него така жива е, нели нормално? Да. Тоа е добро, тоа е Да. добро. И најинтересно е кога ќе дојде оној дел, има време за сакање Добро? и сите тоа го пеат. Да. Тоа им е значи нај. Така, да. И тоа, да. Лара и Ирина се знаат од претходно. Да. Така, и вие бевте во мюзиклот Земјата до која не се стигнува, тоа беше мюзикл со песни од маестро Џамбазов и приказни од Оливера Николова, ама како Јован влегува во
приказната? Како? Јован од после. Како беше Јован? Ирина и Лара има аудиција, нели, во јуни и Добро. беа избрани. И со текот на песната, нели, како што се пишувала, како што се компонирала, и мисле дека треба да има машки дел и мене ми избра така. Поинтересно, Да. понеобично. Аха, значи вие на почетокот бевте две, после Да. Јован влегува, значи им требало некој да им се придружи, ама машки дел, ама исто така и машки хип-хоп таншари или не? Да. Така? Да. Знам дека нешто таква работа. Ти си македонски шампион во повеќе категории, Да, ај малку да. кажи ни за тоа. Мислам дека имам први места во Добро. хип-хоп на национално ниво, исто така во повеќе така регионални надпревари имам први места, имам исто така второ место на светски хип-хоп клуб. На светски. Да. Колку имаше таму над преврачи, се сеќаш? Не се сеќавам, тоа беше така пред 2-3 години, така Добро, да имаше добро. многу. Добро. И Значи, така. кога ќе освоиш толку многу први и втори места, не ти е некако притисок? Не. Онака да? Не. Алал да ти е. Мене би ми било онака ако не земам прво и второ, Очекуваат ќе се многу, а? изнервирам, човече. Па некојаш. Нели? До душа Ама си. не толку често. Добро. Ти реди први и втори, нека биде секава што треба, па нека нема потреба од нервирање. Ама сите сте по нешто. Значи Ирина свири и пијано, има исто така први места на меѓународни Да. надпревари. Така беше. Да. На Во колку? Србија имам 2 пати прво место земено, и во Браво. Македонија имам второ место, после нели фати короната. И на многу Одлично. концерти, фестивали што се за, не знам, ден на пијаното, ден на училиштето, Така. на настапи, па и од хорот во истото училиште или Николовски или Пикола. И таму имаме многу исто така настапи. Со Охридско лето имаме со филхармонија македонска. Лара, носиш виолина некогаш вака на проби, чисто ради изјазење или не? Вака, па не сум ја земала. Не си ја взела, Во се а свириш не. се уште или си Па онака баш сега на пеење ова насочена? година, затоа што нели почнавме со припремиви и сето тоа и решив да ја оставам. Добро. Меѓутоа, И кажа ќе ти се вратам. седи тука. па не знам. Како и да е, секогаш ќе остане како дел од мене и зошто да не може за себе да си Виолина е положам многу- чисто онака. Разноврсен инструмент, знаеш, луѓе мислат дека е само класика. Интересен факт е дека е всушност еден од најтешките инструменти да се свири. Најтешките. Кој е втор најтежок? Така да, па веројатно, не знам. Еден од овие, ама не знам, Нели? не знам кој се по редосед. Нели секој си има Си размислил своја... тубата дали е тежок? Мене доста тежок ми изгледа. Тој е дури физички тежок инструмент. Да. Си фатила туба некогаш? Не. Ни ја. А баш би сакал. Ке ме поклопи. Да, ја како може туба да организираме некогаш да имаме во студио. Океј, ајде да продолжиме вака. Јован, не сме те виделе како играш, се надам не ни се лудиш. Не се видам. Јас не знам, вистина е дека имаш толку први место? Вистина знаеш, Вистина е. да? Да. Ако ти направиме предизвик на лице место да одиграш нешто, би се снашол без проби, без ништо? Да. Сигурен си. Сигурен. Што ти треба пример од бендот за да можеш да се представиш колку толку сега, не Па не знам. било каков ритам и... Само ритам, Да. жанровски барам, хип-хоп да бараме Па нешто може, такво. било што. Можеме нешто како за Јован да видиме нешто. Ти да кажеш дали е добро, ајде да чуеме што би дал. Вако одговара или не? Да? Сигурно? Добро, стои. Добро, не треба ни побрзо, ни таман се? Таман се, Па окей. човече, ова е Па прекрасно. ние на надпревар така ни пуштаат музика без да ја знаеме, играме. Не зезај. Не, така на Чекај, надпревар не се играме оди- соло, не. Како на, да речеме, Не, ни други? пуштаат музика само, они си бираат, само ни кажуваат колку од прилика знаеме колку е брз ритамот, Аха, ама аха. инаку пуштаат музика они што сакаат. Значи ова одговара. Да. Ајде да те видиме. Ајде, Јован, мало да го охрабриме малку. Ајде да видиме. Опа! Чекај, стој. Научи ме еден потек. Еден најлесен некој што можам да го направам.
Кој би бил тој? Хајде. Значи... Добро, и да завршиме со? Значи тоа ќе биде... Бум. Не, тоа на ритам ќе биде та-та-та. Тоа кажи ми. Та-та-та. Добро. Та-та-та, та-та-та. Ајде да пробаме. Кога ќе го направиме? 1, 2, 3 и... Не е лошо, не е лошо. Не е најдобро, ама не е лошо. Супер. Ирина, спомнавме пијаното. Дали кој ти е омилен жанр за да си свириш по дома? Што си свириш по дома? Па не знам. Искрено класика Мислам, вака од пијано. школа нормално. А иначе Класика вака мораш заради оценки, а? А вака па не знам. Може нешто забавно. Така си Некојаш да свириш? се најде, да. Зашто да не? Кој ти е најдаречен предизвик да свириш? Што ти е најпредизвик да свириш? Сама за себе, онака лично за кеф. Секогаш ми е било интересно некако што многу мала свирам дела од Бах. Опа, Да. тешкичко или? Па ако се вежба, не е толку тешко. Именно. Така е. А ако извадиме сега некое пијано за тебе, би отсвирила нешто? Може. Некое делче од класична? Може. Што би Зашто отсвирила? да не? Можеме да не јавиме? Може сега. Иако ништо нема да ми значи ова сега што ќе го кажеш, најверојатно појма ќе немам. Француска сега Ама да свита. пробам за... Ќе те научиме. Може, Хајде да видиме. Може и тоа. Што ќе биде? Француска свита број 3, Алеманда. Тоа е мојата омилена свита. Француската. Браво! Не ми е несредено, само си чувам работи. Ти не знаеш кога ќе ти затреба нешто. Гледај, мобилни телефони, така? Гледај се. Овие мобилни на времето држаа батерија по недела дена, бе, некако модерниве телефони. Океј си, сега немам ништо против модерни телефони, ама знаеш, ќе им цркне батерија, она, и зашо пример да не се најде овој. Многу добар телефон беше овој на времето. А Жеро, од кога го чуваш? Види, тој престана да работи негде кога бе втора, трета средно. Значи од 2002, трета, четврта. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици. Кога ни е надоен стомакот. Кога имаме диареја. Кога одиме на пат. И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диастоп Директ, прашок за директна употреба и Диастоп пробио капсули, а од сега и капки Диастоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диастоп за вашите стомачни тегоби од Алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна.
готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Во вистински момент ме излеговте во пресрет. И многу брзо, не очекував дека ќе дојдат. Доаѓаме кога и каде, вам ви одговара. Со колегите многу сериозно си ја сваќаме работата. Ама тоа не е се. МКеш има еден куп други поволности, како програма за препорачен пријател и програма за лојалност. И дури и тоа не е се. Земи кредит до 31 декември и можеш да освоиш супер новогодишни награди. М први, М брзи, М најдобри, Мкеш. Брато бе, дедо, кај отиде? Дедо? Ова есен, ти ќе бидеш тој. Ќе му покажеш на светот дека постоиш. Крени го пехарот. Ќе пееме заедно. Ќе победиме заедно. Hisense. Формулацијата Beauty колаген на Фарма Витал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирајте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Одлично додавање, но судијата го прекина мечот. Што е неговата одлука? Време е за освежување. Уживајте во првенството со најкул фрижидерите на горење. Горење. Одлично. Кој е друго прашање што ве прашуваат сега? Која ни е милена песна од година? Демек, ако не е најдобра вашата, која е друга? втора? И што викате вие? Што викаме ние? Па сите имаме различни. Да, сите имаме различни. А мене ми е шпанската. Шпанска? Ерменија. Ерменија? Јас сум за Холандија. Холандија. Да. Која беше?
Сега не сакам да издавам тука, ама преска некој танц правевте во гардероба од некој. За шпанската. Како оди тој танц да го видиме пак, чекај да видиме. Ја ќе пеам, може? Ајде. Сите пеете. Ајде, добро. Како иде? From Valencia to Ibiza, I think of you en noche día. We're gonna sing a melodía. И така натаму. Baila conmigo, señorita, ya. Baila, la. Los juntos, tú conmigo, yo contigo. Baila conmigo, señorita, ya. Baila, la. Todos juntos, tú conmigo. Baila conmigo, señorita. Ете, гледаш? Значи ова е од шпанската и од шпанецот На Лара Милената. Карлос. Мене ми омилената. Карлос да знае таму што се прави во Македонија и Лара кога веќе е распеана да ја искористиме, ја викам, ако Карлос е омилена твоја, да речеме, од Евровизија, што ќе биде од јуниорскиот Евросонг, која ти е, да речеме, омилена пејачка наша македонска? Не знам, слушам многу, ама сега Ако ти речеме, земи микрофонче, ене таму гледам едно микрофонче и да пееш нешто македонско, што ќе пееш? од Каролина. Ако бендот ја знае, чекај да пробаме. Добро. Кој е од Каролина? Умирам без тебе. Абе, бенде, умирам без тебе, ја знаем од Каролина. Ќе ја најдеме? Бендот вика може. Ајде да видиме. Значи, Лара, умирам без тебе. Одлично. Сега дојди ти до мене. Вие распоредете се добро, треба да гледаме према екран. Зошто е тоа? Бидејќи ќе играме играта, нема име оваа игра. Работи од минатото ќе ја крстиме. Така ќе ја Знаеш како може да ја крстиме? Ретро игра. Ретро игра? Ретро предмети, Што туку се смени долу насловот на играта. Беше работи од минатото и ти како што каже одма се смени. Значи што е оваа игра? Ви покажуваме ретро предмети и поими, вие треба да кажете дали ги знаете и ако ги знаете, што се. Така? Ајде да видиме за што се работи. Првото да го видиме од режија. Ајде режија, прв поим да видиме, прв предмет. Ова не е предмет, ова е... Ова е мечето ушко! Така е! Мечето ушко е, браво! Браво! Кај го знаеш мечето ушко? Го погоди. Ова е колку го имаме гледално. Овој цртан беше цртан со кој што ние заспивавме. Значи негде околу 7 саат, негде пред 200. Да, и после на кревет. И тоа беше тоа, да, се спиеше. Да. Одиме сега, Пейджер. Ова знам што е. Браво, бе, Јован, бе, браво, за што е Знам пейджер? ова за што е. Ова е тука нешто да ставаш порака, добиваш. Затоа што немало телефони. Немаше телефон. И кога треба да те викнат од дома за нешто, Да. Ке ти? не може да ти се јават, туку пише, ќе се јават од дома во централата. И тоа свирка, и тоа И после свирка. од централата ќе ти звонат. титнат тебе Е, и така. тебе ти И стигнува. тебе ти А што му предходеше на ова, знаете ли? Што? Праќа гулаби. Вика гула Тоа пушта. никогаш не ми е јасно како.
Ќе му пратиш Гулабот тоа стига, како може знае ќе све кадле да на оди. друго место. Види, ти си да речем у парк и ти доаѓа. И ти го гледаш вака и викаш, аха, ме бараат од дома. Аха, добро. Да. Сега Значи ова- тоа може кај сакаш да го пратиш. Слободно. Баш. Следно не е баш предмет ретро поим или ретро човек е, да речеме. Ајде да видиме за што се работи. Кој е овој? Овој е еден очигледно фудбалер. Ова со ќе го Сакаш прва буква да дадеме? Да. Ај прво. Првата буква од името му е Д. Дарко Панчев. Дарко Панчев, Дарко така е. Панчев. Браво! Ова Браво! со фудбалов сега го поврзуваш ти. Што Дарко го пуштаат. Панчев е на времето најдобриот македонски Мислам фудбалер. деветка, ама не сум сигурна. Како? Мислам деветка. Апсолутно деветка, апсолутно златна копачка на Европа, човече, Кобра, Дарко Панчев. Поздрав Дарко Панчев. Ајде да видиме следно дали има. Кој е овој чуден човек? А, тоа не беше тој што седи како на крај на виножитото, нешто... Не. Знаеш дека тука си блиску, имаш Тоа нешто, сега леприконите ти, ама еден ова не знам цртане. кој Ај вака да видиме што е професијата на што мислите? Значи цртане, магионичар, детски некој цртан од времето. Магионичар некој не знам. Не е магионичар, поише како научник, измислуваше Добро. некои работи, професор као некаков. Името му е на П, На Б. да, Пал, Не знам. Балта... Балта... Браво, Балта... не знам, Балтазар! Не, Балтазар! Балтазар! Реков Балтазар. Професор Балтазар. Имаше- Па реков. Имаше една песна многу интересна, Балтазар, ама тоа е батали. Не знам зашто да пеам песната. И последно ретро ликче, да видиме што ќе пуштат од режија. Ова си ти. Сигурна си? Да. А зошто слика од мене се пушта овде, видиш? Не знам, многу ми личи. Мислиш дека сум јас? Да, ма кај си. Чекај да видиме. Ма некоја си. Да, ма во која серија си? Не Чекај знам. како... Да. Да. Да, јас сум. Ти си, ама во која серија си? Ова вистина дека сум јас во серијата Умни глави. Да, многу. Јас знам за стара. големи и мали. Си личи. И сум така кажува и на сите. Ич немам остарено публикуме. Гледате како младите искрено си кажуваат. Ова знаеш пред колку е? Пред 35 години. Не се гледа, не се гледа. Не се гледа. Не, тама работа. Мислам дека доста е за ретро предметите, нели? Доста е за ретро предметите. Јас тука ми останува една работа, дечки мои. Значи за вас, дечки, најдоброто од Македонија Good Nature чечињата, кои знам дека ви се омилени, чув таков муаве нешто. Да, на тренинг И еден куп има тука витамини, сите работи што ни се потребни да бидете здрави и супер од Зегин. Многу успех на јуниорскиот Евросонг 11 декември. Сите да гледате директно од Ереван, Ерменија. Ви имате пат, ве чека Скопје, Варшава, Ерменија, Летче. Дури интересна работа. Да. Имаме чекање на аеродром. Имате чекање на аеродром и кога ќе Интересно оди ти е емисија, вие ќе бидете Во авион. во авион. Да. Ама ќе ја гледате и од таму. Пам, да. Ќе обезбедиме. Нормално. Со среќа, направете не горди, ние сме веќе горди на вас. Дечки, тоа беа, значи, Лара, Ирина и Јован. И благодариме со среќа, со успех за Македонија бенде. Да ги испратиме! Дами и господа, порака од нас за вас, бидете паметни, бидете совесни, сортирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика, ние тука ја ставаме хартијата за рециклирање. Ослободете се од отпадот на обележаните и пропишаните места за него. А додека гледате светско, најдобрите промоции за навивање ќе имате со токму овие дечки, со кликни јади, не се навива гладен, затоа одбери, нарачај и навивај, седи пријателе ти тука. Се гледам идната недела, 18:30 часот, секоја недела, 18:30 часот на Канал 5 телевизија, 1 на 1, 14 сезона. Чао!